Реализираната изградба на булеварот Гоце Делчев во Оризари, со кој населбата е поврзана со оригиналниот пат кон Кочани, ја подобрува безбедноста на сообраќајот и се она што беше ветено во програмата на претходните избори сега е завршено, рече носителот на советничката листа од коалицијата на ВМРО ДПМН Лазо Митев на пресконференција. При тоа, кандидатите од листата се вклучија во бојадисување на оградата на мостот како дел од комплетирањето на градежните работи. Можете да се уверите дека локалната самоуправа, предводена од градоначалникот и советничката група на ВМРО ДПМН заедно со коалиционите партнери е власт која работи за народот. Затоа со гордост велиме секогаш работа, секогаш Македонија. Кога сме кај работата, ќе видите дека и сега се зафативме со работа, но морам да признаам дека ова е иницијатива на нашата младина, членови, односно на иницијативата на Унија на млади сили, кои не потикна денеска да го обоиме мостот и да ви покажеме дека листата на ВМРО ДПМН има капацитет, сила, волја и енергија. Така денеска завршивме работа која што нашите опоненти може ќе ја стават во програма, па ќе им треба 3 до 4 години за да ја реализираат. Ние сме свесни и знаеме дека жителите на оваа населба застанаат зад ЦИМОТ, предводени од носителот на листа и зад актуелниот градоначалник заради реализирање на проекти во претходниот мандат. На крајот од обраќањето до граѓаните, Митев рече дека за ВМРО ДПМН е најважна сигурноста, а една од најважните карактеристики на сигурноста е знаењето дека ќе се исполни она што е договорено, односно да се одржи зборот.